Општина Радовиш од денеска и официјално има нов градоначалник. Герасим Конзулов е новиот градоначалник кој граѓаните го изгласаа на 15 октомври на локалните избори. Граѓаните изгласаа промени и ќе очекуваат промени. Ќе очекуваат реализација на проекти и развој на општината од новиот градоначалник и од новиот совет на општина Радовиш. Да се поздравим со сите, да се запознаем. Одлично месец поздраваме. Да се изврши верификација на мандатите на избраните членови на Советот на општина Радовиш и избраниот градоначалник за општина Радовиш. Согласно член 37 став 4 точка 4 од изборниот законник, овие верификации ги врши општинската изборна комисија со доделување на уверенија. Таквите уверенија ќе бидат доделени и од денеска, званично од вчера, конечен резултат по Државна изборна комисија е ли отпочне да тече мандатот за кој што бе избрале граѓаните на општина Радовиш. Граѓаните на општина Радовиш ја искажале довербата со давањето на нивните гласови за вашата работа. Се надеваме дека ќе работите одговорно, работата ќе извршувате успешно и за тоа граѓаните ја дале таа доверба. Ви посакуваме од името на општинската изборна комисија, од моје лично име, успешна работа, просперитет, развој на општина Радовиш, значи да се преземат сите мерки за да може општината да напред. Се надевам дека ова ќе се направи, затоа што, како што гледам составот, значи е добар, млад, полетен, може да очекуваме напредок на општината. И благодарам. Сега ќе ги дадам уверенијата на членовите избрани за совет на општината. Еден по еден ќе добавите и ќе ги доделуваме. Уверение за избор на член на совет на општина Радовиш, Колеч Ракчиев. Уверение за избор на член на совет на општина Радовиш, Житица Манолева. Сулейман Яшар. Уверение за избран член на совет на општина Радовиш, Кристина Митева. Уверение за избран член на совет на општина Радовиш, Горанчо Кодовски. Уверение за избран член на совет на општина Радовиш, Блаже Ужески. Уверение за избран член на совет на општина Радовиш, Роска Јоргиева. Уверение за избран член на совет на општина Радовиш, Бојан Митевски. Уверение за избран член на совет на општина Радовиш, Моника Ристевска.
Уверение за избран член на Съвет на община Радвиш Трайче Ивановски. Уверение за избран член на Съвет на община Радвиш Ирена Спасовска. Уверение за избран член на Съвет на община Радвиш Йован Лукаров. Уверение за избран член на Съвет на община Радовиш Ванче Илиев. Уверение за избран член на Съвет на община Радовиш Горан Поцев. Уверение за избран член на Съвет на община Радовиш Драган Лазаров. Уверение за избран член на Съвет на община Радвиш Енис Омер. Уверение за избран член на Съвет на община Радвиш Игор Петков. И сега накрая уверение за избран градоначалник на община Радовиш Герасим Конзулов. Ви посаквам успешна работа. Ви посакувам сплотеност во работа. Ви посакувам отговорно да си извршувате работната задача. Ви посакувам успех кој што нема да го постигне никоја општина. Затоа што нашата општина заслужува да оди напред. Од се срце тоа ви го посакувам јас и моите членови на Општинската изборна комисија, кои што дадува се од себе за овој избор да заврши фер и демократски. Ви благодарам. А сега... Честитки. Само става 5 минути, не се задържам. Общата не е сега, далеко от само не е лошо. Ти началника си да солидно може. Около 80 милиона няма много да се. Мисля, нямаше да ги важни подати, да ги кажем после това ги видиш. Отгледани проекти има, ама за много работи няма. Тук ще трябва много сериозна посветеност. Имат за 5-6 проекти сега, за да се чуват, имате основа поставена. Ама за много железници, държавне, не успеяваме да стаса.
Во всеки случај, голема благодарност дошли за сал. Веројатно овие работи ми кажуват ги има на хартија тук, не видам до каде се. Ако ќе треба дека Апсолутно. Това само дел од сметки, чисто да ги погледнеш да видиш на едната сметка 64 милиона, на другата 17 и третата не е изгледама служби. Како си тоа не сега. чисто така формално Протоколарно да се сетиме. Основни податоци. Тука, ето ги пишеш. Ја ги, 63 таа едната и другите се пишеш. Това са по конта. Да минус 18 милиони што Ги само да кажем, што можам, тука сум користите максимално. По мене штета нема да видите, тука напротив можам да покажам можам сега. Јас не сум сега моген, ама пашна некои информации, тај проект додека е застана, зашо го нема, како е, можам да реферирам нели, доколку ви... Ако сте веќе обавезни, јас човек што бара помош, десми човек се знајко, јас сакам да ги искористам луѓето, што викат србите позови пријатели ако не знаеш питање. Во средење доаѓаат од Министерството за животна средина околу пречистителната станица. Законот така налага. Господине Николов, еве од денеска ја предавате функцијата градоначалник, да ни кажете еве каква е состојбата со општината, во каква состојба ја предавате на новиот градоначалник и еве дали е се во ред, има ли започнати проекти? Па да, вака, денес еве и официјално извршиве примопредавање на функцијата градоначалник. Состојбата генерално во општината е солидна, има доволно средства за почеток на одредени активности на новиот градоначалник. Секој дека новиот градоначалник има и доста други предизвици. Еве во оваа прилика искрено му посакувам успешен мандат, мирен мандат, мандат со реализирани бројни проекти. Ние само ќе можеме да ги следиме тие активности и заеднички да се радуваме на тие успеси. Како што реков, во делот на проектната документација за почеток има одредени проекти, но за многу проблеми на граѓаните доправа градоначалникот и тимот околу него ќе треба да бидат посветени за да бидат во функција и на решавање и реализација на тие проекти. Но мислам дека искуството кое што ги има вработените општината, освежувањето на новиот тим на градоначалникот ќе допринесе со заеднички сили да го завршат мандатот со бројни реализирани проекти. Еве на крајот уште еднашка му честитам на господинот Конзулов нов градоначалнички мандат и му посакувам да истиот на крајот го заврши со многу повеќе реализирани проекти колку што ние реализиравме во изминатите 4 години. Неофицијално спомнавте дали стоите на располагање доколку има потреба. Секако ние и во неформалниот дел во разговорот разговаравме дека јас со моето скромно искуство каде што можам да помогнам да со присуство ли, со сугестија ли, секако ќе бидам ставен во функција на градоначалникот. Господине Конзулов, од денеска и официјално градоначалник на општина Радовиш. Што да очекуваат радовишани? Па на почетокот му благодарам на фер и коректното предавање на функцијата градоначалник на досегашниот градоначалник. Јас единствено што можам да кажам дека ние во нашата програма и ветивме дека ќе направиме отворена и транспарентна општина, дека ќе работиме во интерес на граѓаните. Не се сомневам дека и досегашниот градоначалник не работел, али сметам дека ќе продолжиме со работа каде ќе ми биде потребен досегашниот градоначалник. Јас слободно ќе го повикам, бидејќи ние и разговаравме на таа тема. Сакаме од Радовиш да направиме пристојно место за живење, сакаме да го вратиме мирот и спокојството на граѓаните, сакаме да им порачаме на оние кои сметаат дека ќе бидат на некој начин отстранети од работа, дека ние тоа повторно, јас лично го потврдувам дека нема да се случи тоа, дека сакаме на секој да му го најдеме соодветното работно место, доколку не соодветен на досегашното работно место. Јас им посакам на граѓаните на општина Радовиш се најдобро, да се живи и здрави и со Господ напред, да оди Радовиш кон достоинствен живот. Няма проблем. Благодарам. Заедно с тебе. Да. Повелете. Благодарам.
Ви благодарам, подружувачи мои. С двете минути ги правиме отворени и транспарентно општина, ете гледате. Што туку заврши примопредавањето на функцијата градоначалник. Герасим Конзулов и официјално е градоначалник на општина Радовиш. И господинот Конзулов и господинот Николов, досегашниот градоначалник на општина Радовиш, изразија добра волја и за понатамошна соработка. Општина Радовиш очекува развој.